Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љуби Шардановски, а денес јас имам чест и задоволство за нашите ценети слушатели, за нашите гледачи на YouTube, да ја представам господјата Александра Гакидова, која што е нов председател на Шаховската федерација на Македонија, имено од крајот на март, 21 март чинам, дојде до замена на председателското место и сега со нас како прв човек е Александра Гакидова. Поздрав. Значи јас велам со нас затоа што јас исто така сум дел од тоа шаховско семејство, нели толку долги години. Господјата Гакидова прв пат, како што сеќаваме, забележа во фоајето на хотелот Александар Палас, кога имаше еден од Карпо-шопените, каде што заедно со група на родители разговараа, чекајќи нивните деца да ги завршат своите партии. Така настана нашето познанство. Мислам дека тоа беше како 7-8 години, ако не повеќе, не сум сигурен колку. Помалку. Или помалку. Брзо ти поминува времето. Да, не, се дека овој Карпош, нели, се навикнавме на овој Карпош и сега немам усет колку Приличи дека одамна го немало, дека одамна беше, а од друга страна па Калин немал, не, он беше некаде на 12 години. Да, така е. Значи, од најмала возраст. Значи, на некој начин, инсайдер преку своите деца, прво преку поголемиот, Андре Калин, кој што е шампион на Македонија 12 години, а сега има малиот Матеј, кој што е необично љубопитен за својата возраст и решил да тргне по стапките на брата си, да научи добро шах и тој да игра. Да, поттикнат од брат му. Поттикнат од брат му. Ја верувам дека тоа е еден од предизвиците, да се нафатиш на оваа одговорна функција, која што не е така лесна, прилично е одговорна, но јас себе прашам тебе. Добро, пред се да ти заблагодарам за поканата. Да, значи, допред 4 години бев аутсайдер во шахот. Секако со шахот се запознав повеќе преку децата, преку поголемиот прво Андре Калин, значи така на 8 годишна возраст започна да тренира. И така тие 3-4 години, да кажем, убаво друштво со шахот, турнири, децата имаат одлично искуство, возбудени се, сакаат да играат шах. И некако ми се допадна тоа друштво и секако таму после и тие некои сега амбиции. Да, сакаме и мислиме дека може да направиме нешто подобро за шахот во наредниот период. Секако јас сум председател, меѓутоа имам тука екипа. Да, сега нова екипа, да, сега екипата е вака ветувачка, ќе кажеш ли нешто за... Да, значи како што една ластовичка негодњачи ни пролета и председателот не може да направи се сам. Секако дека екипата е тука, огромна поддршка имам од нив, тоа се прекрасни луѓе, шаховски ентузијасти кои што навистина сакаат да работат и сакаат да променат нешто, да има поголема активност во шахот, прецеп и популаризација на шахот помеѓу младите. Кај нас шахот некако остана како тоа игра за пензионерите, за возрастните, кај децата уште не е баш многу популарен, меѓутоа гледам дека се нови времења и последниве 3-4 години се менуваат. Имам се поголем број на деца заинтересирани. Секако доколку немаме деца ќе нема игрина, затоа мора да се свртиме малку и кон нив. Секоја почит за сите досегашни шаховски работници, велемајстори, се што направиле и секако ќе се надам ќе бидат и понатаму тука, со нивното искуство и знаење е огромно и секако рачунаме на нивниот допринос. Меѓутоа, треба малце да погледнеме да се раздвижи повеќе шаховскиот живот во Македонија. Па да, и сега мислам дека дојде една добра генерација, практично неколку генерација кои ги земеме сега како што се надпреваруваат по 2 години разлика од 80-12 па до 18 години, како се повеќе родители да го разбираат, да го препознаваат значењето на шахот за општото образование на децата, за нивниот едукативен карактер, воспитен карактер и би рекол, значи, препознава дека шахот може само полза да им донесе на децата, без разлика да кој ниво ќе стигнат, дали, но секако дека ќе имаат полза. Тоа веќе има многу и научни студии и така натаму. А од друга страна и за нас наставниците, за нас учителите е предизвик, нели, значи, и јас мислам за добар наставник прво е најважно детето да го засака шахот. Да. Значи, тоа е најголем успех. Кога тој ќе го засака шахот,
значи потоа е многу полесно. Кој колку ќе има талент, колку ќе сака да вложи и така натаму, но општо сега се создаде на убава атмосфера, општо и има и другарство меѓу децата, затоа што се убаво распоредени, затоа што ги има во повеќе категории. Да речеме, јас кога бев дете, ние бевме во две категории, во пионерска конкуренција и во младинска конкуренција. Имаше тој јас, да речеме, до пионери беа до 13 години или под 14, а младинци до 18. И тогаш имаше доста деца, но добро, јас растев кога се играше меч од Фишер Спас и тогаш имаше голема експанзија, а после таа малку се намали, значи со текот на времето, а исто така, значи е важно тоа присуство на тие шаховски школи, би рекол. Да. Шаховските школи и сега и во училиштата. Сега, например, некои други училишта, поголеми понови училишта, изразија заинтересираност и желба да имаат шаховски секции, ама не со ковидов. Малку сопреработата. Но она што се по шаховските клубови, сега мисламе и на нашите шаховски клубови, Гамбита, Секосвеге, Младински шаховски клуб, Центар, Алкалоид, во Прилеп, значи во Кочани, во други места, значи сепак треба да се одржи таа традиција. Исто така и детскиот културен центар Карпашка, на што јас сум се надпреварал на училиште, исто така има големо значење и тие препознаваа дека треба да има шаховска школа таму. Така да децата се всушност нашата иднина, зашто нели шахот, иако може цел живот да се игра, тој практично исто се игра добро до одредена возраст, затоа што после ти имаш големо знаење, разбирање, но немаш таа енергија, немаш таа сила, веќе тоа нормално, тука има некои други закони што владат и воопшто светот на младите останува. И јас мислам дека ние сега имаме добра шаховска иднина со децата, дека има доста перспективни деца, дека добро се работи со нив. Имаме добри тренери, дека имаме и добра активност. Тука, нели, секако сакам јас да го нагласам и ова училиште во Јакија Кемал, тоа приватно училиште кое што исто така многу лошо. Баш сношти мислам дека прочитав дека нудат и стипендии за деца кои што ќе Да, значи некоја информација имаше, може би ти повеќе знаеш. Да, во училиштето Јахја Кемал е толку годишен соработник, дека да кажам, на шахот воопшто, значи потомога многу за развој на шахот помеѓу младите. Тие си имаат и задолжителен час по шах од прво до четврто одделение, ако не се лажам. Значи препознавајќи тој нивни интерес за да го помогнат на шахот во Македонија, дури еден директор од Јахја Кемал е член на управниот одбор на шахот, на Шаховската федерација, така да секако ни се активно вклучени во сите активности на Шаховската федерација и од завчера донесоа одлука на нивниот борд на директори дека ќе одолжат 20% стипендија за сите средношколци во Македонија кои што се имаат тој така наречен FIDE ID, значи меѓународен код и кои што се активни шахисти. Значи кои што се надпреварува, зашто имаш таков код треба да кои што се надпреварува, што во систем на надпревари дали државни, дали меѓународни, мислам се. Го спомнавме сега управниот одбор, тоа е исто така многу значено тело, кој што вече води политиката на федерацијата, така, каде што си прв човек, но ќе кажеш нешто повеќе за тој управен одбор? Да, значи управниот одбор се состои од микс, да кажам, на шаховски работници и бизнисмени, кои што не шаховските работници се тука за да си ја терат шаховска проблематика, секако, како што реков, добро дојдени со нивното искуство и сите препораки што имаат за тоа во кој дел да се движи шахот и како да се развива понатака и бизнисмените кои што нормално треба да подпомогнат со разни своји влијанија, финансиски средства и така натаму. Значи, јас ќе се задржам на шаховските работници, сепак е емисија за шах. Значи, покрај мене како председател, тука се како член на управниот одбор Тони Кировски, кој што е секретар, кој што е председател на Шаховскиот клуб Прилеп, Аген Шамши од Куманово, тој е председател на управниот одбор, и членови се Зоран Стојчевски од Асеко и Лидија Сончевска од Алкалоид. Понатака има уште четворни, значи што реков од Јахја Кемал. Да, тие бизнисмените сега не ги спомнеме, јас не ги познам, веројатно така што... Да не правиме маркетинг. Да, тоа ќе видиме сега резултати, затоа што вие имавте само еден до сега... До сега еден состанок на управниот одбор, каде што поглавно се донесоа дел од календарот, значи на настани кои што треба да се одржат во наредниот период беше усвоен, некои интерни одлуки, значи сега утре следува вториот состанок на управниот одбор каде што треба да се финализира целиот календар, значи остана недедефинирани
датите за првата машка и женска лига, за Македонија Open и секако Европското клубско првенство, кое што ќе се одржува во Скопје од 17 до 24 септември. Значи тоа е еден голем настан кој што ни го додели Европската шаховска федерација. Значи во период септември, една недела дена, гости ќе ни бидат, се надеваме, 3-40 на екипи од Европа шаховски. Тоа е сериозен настан за кој што треба добро да се подготвиме. Да, тоа е голем предизвик и тоа е, да речем, и чест и одговорност, се разбира. Тоа ќе биде плејада од најсилните играчи. И сега целе шахистите па и толку сакаат сега да има некој настан затоа што е весела кој неми. И ние играме на така, да се надеваме дека им е досадено онлайн играње. Така дека сакаат да дадат на што поголем број, а ние треба подготвено да ги пречекаме. Да, секако. Ние традиционално сме познати како добри домаќини и луѓето кои што доаѓаат во Македонија еднаш сака да бидат. Па добро, да, поготово и во шахот Македонија има организирано поголем број на такви меѓународни надпревари, почнувајќи од Олимпијадата пред 20 на години, ама и поскоро минато има организирано европски првенства, така да и се покажале како одлични домаќини. Се надевам дека пак ќе имаат исто искуство и дека одлично ќе се поминат, организацијата ќе биде. Па да речеме, сега и со Зоран Стојчевски, да речеме, во управниот одбор и тој со Open Card, пошто сите има и лиценца за менеджирање на такви турнири. На меѓународни настани. Такво искуство да имаме инфраструктура, внатре знаеме како треба, што треба. Така што мислам дека тоа добро ќе помени и баш се радувам за тоа. А инаку Олимпијадата до година ќе биде 50 година од нејзиното одржување, именно таа се одржа во октомври месец 1972 година. Јас бев дете, татко ме носеше постојано преглед. Значи тоа не можам да заборавам дека тогаш прв пат го видов светскиот шампион Тигран Петросјан, да речеме светскиот шампион Тај, или светскиот шампион Анатолий Карпов, кој што подоцна, 3 години покасно стана светски шампион. Значи некој бивши, некој Смислов, некој поранеше светски шампиони и дузи на плејада добри шахисти, но ова што е, да речеме, Европскиот клубски куп и така, тој исто така е една, да речем, парада на врвни шахисти. Мене ми се случува да на метар и пол до мене некој момче гледам кој тој Каруана, кој вториот играч на светот и така, значи се во една иста сала. Тоа знаете какво чувство е, тоа е прекрасно, значи. Таа енергија на сите тие силни врвни велемајстори, на млади играчи, на нови таленти и тој екипен дух што го има, нели. Секогаш сум се чувствувал, иако шахот да речеме е индивидуална игра, но секогаш сум се чувствувал различно кога играм за екипа и кога сум дел од таа екипа, некако секогаш сум имал поголема одговорност отколку кога сум играл за себе. За себе некаш. Сум дошол вака или онака. Помлако, а сега да не разочараш екипата. Сега друга е таа одговорност и тоа е таа тимска и секогаш било таа. Јас гледам и кај мојот поголем син, секогаш е така, кога игра за екипа, одма е дополнителен, кога чеки да не разочарам, морам да се борам, морам bod од пола bod, нешто да се фати. Секогаш е дополнителен мотив. Таа екипна игра. Добро, значи календарот рече си готов, значи да остануваат уште мали, да речеме, дополнување. Да, затоа што вие само еднаш сте се сретнале и сега почнаа малку да лабовуваат мерките, се не сме во некои специфични услови, не сме во секој. Да, токму тоа. Обично не сакам да се жалам од некои чудни околности, меѓутоа навистина короната малку допринесува да не можеме да си го направиме календарот како што треба. Значи на претходниот состанок кога се сретнавме, некои големи светски настани се уште не беа додефинирани со датите. А сепак имајќи во предвид дека имаме клубови кои што во своите редови повикуваат високи познати светски играчи, моравме малце да земеме во обзир. Се разбира, да мора да се земе предвид затоа што сепак се престише да донесеш и многу добри шахисти да биде, па тие како тие се врвни. Значи јас забележав минатиот пат, да речеме, тие најдобрите шахисти ги елиминат и другите, значи леко коментираат двајца против двајца, се собираат, коментираат, анализираат така. Да. И со тоа, значи, прават за популаризација многу на шахот. Па секако и сега кај децава тоа е веќе како не задоволство плюс. Сум бил до, не знам, Артемиев, сум бил до Дик, сум бил до... Да. И шахот е се помлад. Се помлад е шахот, тоа е многу радува. Многу радува, да.
Ето така, нашава емисија може би денес нема да биде толку долга како моите обични злодевни емисии со шаховски партии, може И би. ќе нема анализа, немам што да анализирам. Како затоа што ние обајцата и брзо зборуваме, нели, па за по-куса време ќе го да речам ќе фатиме повеќе работи. Нема проблем, да. Ке ни недостасува таа, обично знам имаш анализи на партии во вториот дел од емисијата, за жал се уште не сум подготвена на тоа ниво. Да, ама ќе учам можеби. Не се очекува, тоа е синовите кога ќе дојдат тука, тие тоа го работат и тие ќе покажат партии, но јас иако сум работел, да речем, на телевизија и тоа се, значи кога ќе биде приступшен до шефовскиот дел, мене ја тука се чувствувам како свој на свој води. Да, во свој води баш. А ова е малку водителска, па или као новинарска работа, таа секогаш не ми е туѓа толку, но нели некој поинаку се чувствувам малку, да речем, иако мислам дека се во ред. Кажавме нешто за управниот одбор, за активностите што се поврзани со календарот на шаховските настани, а навистина ова ќе биде богата година со шаховски настани, со значени шаховски настани. Но исто така Шаховската федерација има повеќе тела, нели има тела, имаме комисија за младенски шах, за би рекол многу важна комисија, стручни комисии, потоа за публицистика, значи објавување разни тела и така натаму. Но мислам дека оваа година треба да има и избор, да речеме, веројатно ќе има избор на селектори, затоа што како што јас знам помина мандатот на претходниот. Што разговараме тука, докако и исто така и секретарот Иван Кочовски, долгогодишниот секретар, тој се повлекува веќе, ќе треба веројатно да се избере нов, така да има и во тој дел доста активности оваа година. Да, значи целата администрација треба да се среди. Секако сите тие тела на федерацијата придружни покрај управниот одбор, тие се веќе дефинирани. Значи секако ја спомна поважната е младинската комисија, каде што имавме во обзир да бидат застапени тренери од поголем број на шаховски школи во Македонија. Секако интересот е да се слушнат повеќе мислења и да се одбере на крај најдобриот правец за понатамошен развој. Издавачката комисија ме радува што веќе почнаа да се појавуваат некои книги. Скоро беше објавена за дописен Да, за дописен шах во Македонија, низ историјата Љубомир Хаџиманов мајсторот напише прекрасна книга и тоа дебела книга, 200 нешто страници. Тој беше гостин во емисија, го објасни за добро, да не се повторувам тоа. Да. Но тука и Баковски кој што се занимава со таа издавачка дејност, така да има еден тим тука баш добар, едуциран и искусен и веруваме дека ќе има некои нови производи на ова поле. Инаку јас знам дека например македонски шах кој што го редуваше мајсторот Љубомир Танчев беше многу популарен часопис, иако излегуваше можеби 2-3 години само и се собрани во една книга сите тие значи беа многу убав приказ на случувањето на шахот во Македонија и најважните шаховски партии, значи творештвото и така. Сега да душа Димитар Качаковски работи на шаховска база, која што ќе биде дигитализирана и која што ќе ги опфати сите оние првенства и тие партии кои што се затурени во некои стари класери и сега се наоѓаат во архивот на Македонија. И тој навистина прави неверојатен напор сето тоа да го собере, да го имаме и веројатно и како печатена форма, но и во дигитална форма, значи да остане тој запис документирано. Затоа што тоа е документирано, тоа е творештво, тоа е дел од шаховското творештво на Македонија. И така натаму, значи тоа е исто така чинаме една важна комисија, но и секретарот исто. Секретарот значи секретарот на федерацијата нормално, значи тоа е тука за целата кореспонденција секојдневна што треба со меѓународни организации, со други шаховски клуби, други федерации и така натака. Значи до сега беше господинот Иван Кочовски толку години, сега одлучи да се повлече. Баш на утрешниот состанок ќе се одлучува за новиот секретар. Ние имавме објавено јавен конкурс на кој што се пријавија 20 кандидати, па утре со детали. Еден од нив ќе биде, да? Еден од нив сигурно. Да, би требало се очекува дека еден од нив ќе видиме утре кој. Исто така што се однесува до избор на селектор, и тоа беше на јавен конкурс на кој што се пријавија 20 кандидати.
Едниот е досегашниот селектор Котиров и Трајко Недов, па утре ќе видиме што ќе одлучи управниот одбор, кој од нив двајца ќе ја продолжи работата со репрезентациите. Да. Инаку интересно оваа година што не го спомнавме, ќе предвидено е во календарот, се уште датумот не е одлучен и тој утре ќе се одлучува, отворено аматерско првенство на Македонија и ќе биде со назив Блаже Конески, затоа што оваа година е 100 годишња, нели, а Блаже Конески е првиот председател на Шаховскиот сојуз, па на еден начин да се одбележи тоа. Тоа е многу добра иницијатива. И не само тоа, туку и 70 години од постоењето на Федерацијата шаховска, а Блаже Конески да беше првиот председател. И сега некаде на Фейсбук и некаде читав дека Блаже Конески дури играл и ревизирал со Матановиќ нека партија. Тоа значи дека тој не бил обичен баш љубител, но тој баш добро знаел да игра шах, што му ревизирал во некој меч за некоја македонска екипа против самиот Александар Матановиќ, кој што некоја година покасно станал велемајстор и така натаму. Но сум слушал и порано сум читал дека тој многу сакал шах и во слободно време многу играл шах и со Стаматовски, колегата свој, со некои други луѓе, но гледате, тоа не сум знаел, прв пат прочитав денови дека и се надпреварувал. Значи, да, големиот Блаже Конески. Симнова капа за него. Да, и сега може би аматерско првенство Блаже Конески, нели некој аматер, тоа тој бил аматер, не, тој бил аматер. Не, тој не бил аматер во својата дејност, не, тој е великан. Великан, да. Тоа е гигантска фигура за славистика, за многу работа, за јазик. И ја, например, исто и неговите песни ми сакам. Има и тажни песни, и за убавите жени, и за многу други. Блаже Конески е посебна фигура и баш неговото име тоа ќе може да се види. Значи за шаховски настан тоа за мене е Па се надевам дека ќе биде добро пример и дека ќе има голем број на играчи. Сам пак е тоа е повеќе на, да така кажам, популаризација на шахот, затоа што е аматерско првенство каде што играат играчи до 2200 реки. Одлична идеја, да. Одлична идеја. Па, мислам дека бевме брзи, концизни, дека опфативме. Па, горе-долу. Ако има уште некој праша нешто. Нешто сум испуштил. Мислам дека тимот е ветувачки, значи овие шаховски работници се дългогодишни, се активни. Агим Шевшиев го спомнавме, там има 2-3 клуба во Куманово, таму се работи добро. Тони Киевски исто го крепи шахот до тој во Прилепо, тој има Битола, помага многу. И така е многу искусен сега милионарен и судија и организатори. Сега, мислиме е ветувачки тим, би рекол, нели, Изоки Стојчевски историја. Тоа е за Скопскиот регион. Не, тоа е пошироки разбори, не може вака, ако речеме само за Скопскиот Болграмичиот. Да не се работи, ја? Да не се работи, да. Да не земе дека сме сериозни баш. Да, така што баш посакувам успех, значи, се чувствуваше замар во претходните состав и председателот. И ја верувам дека искуството велам дека тие беа многу затворени. Значи, дека се работеше нетранспарентно. Јас верувам дека ова сега, овој тим и ова, и ти како председател, дека вашата работа ќе се гледа и јавно, дека ќе биде транспарентна, значи, за да може што повеќе луѓе да се вклучат со своји идеи, па и со критики, а се во полза да се добие нов квалитет, да се подобри. Јас секогаш кажувам неколку пати, значи критики се добре дојдени. Не сум од тие кои што мислат дека никогаш не може да погрешиме, дали јас, дали било кој од тимот, меѓутоа секогаш би сакала покрај критиката некој да каже, ама направете вака. Ова не го направивте добро, кога би го правиле, може би видите вака. Значи секогаш е добро да се даде некоја препорака и тука сме да слушаме. Никој од нас не е најпаметен и не ќе знае цела вистина на овој свет. Така да, првенствено моја цел е да разговарам со сите што имаат нешто да кажат, секоја идеја е добре дојдена, значи нема глупави идеи. Еден ксерокс седеше у фиока 100 години затоа што луѓето користеа индиго за копирање и не веруваа дека ќе работи машината за скенирање и има потреба од неја. А испадна дека е гениален така да нема глупави идеи. Секогаш треба сите идеи да се слушаат, да се разгледаат од сите страни. И сигурно од секоја идеја ќе скочи нешто паметно. Разбираме, и ние затоа се ни децава ги учиме шах, затоа што они покрај шах, значи го развиваат мозокот, да бидат креативни и за разни други идеи,
Па не пред се, он тие може нема да станат шаховски велемајстори, меѓутоа сигурно ништо нема да изгубат. Во својата област ќе бидат добри, они Во поправено што и се. да бидат, ќе има тој аналитички мозок се гради, размислување, начин на размислување, решавање на проблеми, секогаш што и да работиш ќе се среќаваш. И усетчивост. Кој ќе седне, знае да седне и да... Работна се навика, соочи, треба да се работна седне и да навика, се сработи. да се сработи, да. Многу благодарам. Благодарам и јас што Баш покани, лишен па чинање се многу надевам. забавнавме и се надевам дека пак ќе се видиме, да. На некои други активности, сега за Европското клубско првенство, ќе се фалиме како добро сме поминале. Баш ми така. Благодарам. Почитувани слушатели, почитувани гледачи на ЕСНИ радио, почитувана публика, љубители на шахот. Бевме со председателката на Шаховската федерација на Македонија, господината Александра Гакидова. Се запознавме со активностите, значи на новиот тим, кој што почнал да работи практично од април оваа година. Значи, еден нов тим, многу перспективен, ветувачки. Верувам дека го задржавме вашето внимание. Бидете повторно со нас, вие следете емисијата Шах со Душан Боновски.